Добре дојдовте првачиња на оваа видеолекција за препознавање на буквата П. Овој пат видеолекцијата ви ја презентира наставничката Магдалина Мојсовска, која работи со првачиња при Основното училиште Димо Хаџидимов во Скопје. Видеолекцијата се однесува на препознавање на буквата П, а буквата П ја имаме во голем број зборови. Затоа видеолекцијата можете да ја гледате од понеделник до петок. Тоа се 2 денови од седмицата во кои што почетната буква е токму буквата П. Да започнеме од почеток. Препознавањето на буквата П ќе го започнеме со именување на предмети кои што се прикажани на сликичките. Па така, на првата сликичка забележуваме вредна пчела. Пчеличката почнува на буква П. Имаме повеќе пчелички, но првата, најголемата, е пчеличка со почетна буква П. На втората сликичка имаме патики, а на третата, веројатно го препознавате добро познатиот лик од вашите цртани филмови. Тоа е прасето Пепа. Изборот прасето и Пепа почнуваат повторно на буква П. На четвртата сликичка имаме 2 дечиња. Веројатно се пријатели за да почнуваат на буква П. На петата сликичка имаме прасе. Прасето најчесто е обоено со розова боја, зарем не? Но ако сакаме да употребиме буква П, можеме да се пошегуваме, па да го обоиме со плаво. На шестата сликичка е царот на животните. Тоа е лавот, а тој нема буква П. Затоа на седмата е пеперутка, а пеперутката има 2 букви П. Ликот на осмата сликичка веројатно го препознавате од вашите сликовници. Тоа е срекниот крај од приказната за Пепелашка. Ликот Пепелашка. Како да ја формираме буквата П? Можеме да земеме обичен лист хартија, не мора да биде во боја. 2 ленти од хартија, кои може да бидат вакви шарени, со цветчиња, може да бидат обични, може да бидат во боја, а може да бидат и обични бели. Едната лента ќе ја застанеме. До неа застануваме и втора, поклопуваме со трета лента од озгора, па добиваме буква П. Формираме буква П како порта, а порта е голема врата. Голема врата која може да означува почеток, влез за нешто ново. П како порта. Буквата П можеме да ја формираме со помош на сламки за сок. Можеме да ја пишуваме со повлекување линии, но во случајов ставаме 2 сламки за сок застанати една во близина на друга. Од озгора поклопуваме со трета, која што обично е помала од другите 2. Добиваме буква П. Значи, и од сламките за сок можеме да формираме буква П. Буквата П можеме да ја формираме и со помош на боички. Боичките може да бидат во иста или во различна боја. Повторно ги застануваме една покрај друга, ги поклопуваме со трета. Добиваме буква П. Буквата П личи на пречка, личи на гол, во кој што можеме да шутираме кога играме со топка. Ако сакаме да поиграме на буква, тогаш можеме да разгледаме и неколку сликички на кои што имаме предмети на кои што почетна буква им е буквата П. Да разгледаме заедно. На првата сликичка имаме едно пиленце кое што не поздравува. Меѓутоа, до него имаме едно розево, шарено пенкало. Со помош на пенкалото се пишува, па изборот пишува почнува на П. Дали може да препознаете што има на втората сликичка? Веројатно забележавте. Се надевам, се сетивте. Тоа е пакетче кој личи на сите пакетчиња кои ги добиваме на подарок за новата година. А на третата сликичка имаме некакви кутивчиња во кои што најчесто можеме да ставиме подароци.
Изборот подароци има почетна буква П. На следната сликичка имаме коверти, кои уште ги викаме пликоа или плик, а во него ставаме лист хартија, пишуваме адреса и станува писмо. Писмо на почетна буква П. На сликава што ли гледаме? Представник на пролетта, на радоста, на убавината. Пеперутка има две букви П. Се наоѓа меѓу две букви П. Пеперутката се наоѓа меѓу букви оформени со чепкалки за заби. Значи буквата П можеме да си ја формираме со се она што го имаме дома, со се она што сакаме. Меѓутоа, буквата П може да ни означува почеток на нашето учење, како да пишуваме, како да препознаваме и други пораки. На буква П почнува и годишното време пролет. Дојде пролетта со сите нејзини предвесници. Предвесници на пролетта се цветовите кои што го означуваат нејзиниот почеток. Па тука спаѓаат кокичето, јагликата, темјанушката, белата рада и многу други. Во пролет и птиците преселници доаѓаат од југ. Повторно буква П. Пролет, предвесници, птици, преселници. За домашна работа можете да изработите пеперутки. Како? Пеперутки со отпечатоци на вашите прстиња. Можете да нацртате пеперутки слични на дадените. Но ова може да биде и само обична идеја. Со вашите прстиња ќе си ги направите пеперутките. Така што врвовите на прстињата ќе ги обоите со водени или темперни боички. Ќе притиснете на хартијата, па пеперутките може да бидат во различна боја. Можете да си формирате цветчиња, можете да си формирате сонце или едноставно да направите цела една слика на пролет со помош на вашите прстиња. Изборот прст почнува со буквата П. Како дополнителна активност или вежба од денешнава видео лекција може да ни биде именувањето и илустрирање на предмети со почетна буква П. Да ги разгледаме сликичките кои што ни се дадени. На првата сликичка препознаваме полицаец, а до него стои пес. Зборот пес почнува на буквата П, а пес истовремено означува и куча. На втората сликичка ни е прасето Пепа, а веќе на третата гледаме две работи кои почнуваат на буквата П. Тоа се пајакот кој што вредно ја плете пајажината, значи пајак и пајажина. На четвртата слика имаме носорог. Животинче кое што на носот има рогче. На буквата П ја нема. Може би ја има пријателчето на неговиот грб. Но затоа на петата имаме патлиџан. Патлиџан кој уште го викаме домат. Меѓутоа, патлиџан има почетна буква П. На шестата сликичка веројатно препознавате еден храбар пожарникар. Пожарникар, почетна буква П. Гаси пожар, запален оган, кој неконтролирано гори, но изборот пожар и пожарникар почнуваат на П. На седмата сликичка имаме прасе, но затоа на осмата имаме панталони. Во вашата тетрадка по македонски јазик можете да се илустрирате и да обоите неколку сликички кои што почнуваат со почетната буква П. По завршување на активноста ќе ве поздравам со зборови кои почнуваат на П. Може би тие ќе ви бидат помош во изработка на вашата активност. Па на буквата П почнуваат зборовите прозорец, пазар, праска, пролет, приредба, падобран, прстен, почеток, приказна, пегла,
пенкало, портокал, победа, пеперутка. Поздрав, првачиња! Ова видео лекција ќе ве научи да ја препознавате буквата П. Се надевам дека долго ќе се сеќавате на нејзиното препознавање.